За прв пат после 25 години од неговата смрт ќе се слушне звукот на гајдата на Пеце Атанасовски. Утре на камената бина во Прилеп, на започнувањето на 47-миот поред фестивал на народни песни и инструменти, кој што го носи неговото име. По смртта на Атанасовски во 96 година, со неговата гајда досега никој воопшто не свирил. Инаку Пеце Атанасовски е основоположник на овој фестивал. Неговата ќерка, Весна Вучич Атанасовска, истакна дека сите се возбудени да слушнат како ќе звучи оваа гајда, која што не е допрена веќе четврт век. 25 години таа гајда мируваше. Годинава ќе засвири и професорот Горан Ангелов, ќе слушниме и во Прилеп утре вечер и на Рудина во Долнени. Да се подсетиме и да видиме звукот после 25 години незасвирена, првата гајда во светот меѓу нас. Се надевам на задоволство и на учесниците и на оние што ќе бидат со нас во публиката. Со гајдата ќе засвири Горан Ангелов, етномузиколог, професор на Музичката академија во Штип и член на управниот одбор на фестивалот. Ангелов ги повика младите што е можно повеќе да се занимаваат со фолклорот, затоа што со неговото изумирање неповратно исчезнува дел од нашата традиција, историја и култура. Се уште постои една одбојност кај еден голем дел од нашите, од населението во Република Македонија, дека овие инструменти се стари, не се интересни, не се атрактивни. Меѓутоа морам да кажам дека се што е старо е се повредно и повредно со самото исчезнување на овој дел од нематеријалната култура или богатство, ние губиме нешто за трајно. Комисијата годинава имала тешка задача да одбери 320 учесници од околу 600 колку што биле пријавени. Освен за фестивалот, имало и голем интерес и за учество на семинарот за народни песни и инструменти, кој што годинава по 9 пат ќе се одржи во состав на фестивалот. Во склоп на фестивалот ни е и научниот симпозиум, во кој трета година поред го објавуваме зборникот на трудови на тема фолклорот во минатото и денес, во кој зеда учество 12 еминентни научници со своји трудови. Фестивалот започнува утре во 20 часот на камената бина во Прилеп, а продолжува во сабота на Рудина во Долнени. Освен од Министерството за култура е подпомогнат и од општините Прилеп и Долнени. Во сабота во 18 часот ќе има бесплатен превоз за Долнени од пред Домот за култура Марко Цепенков. Според правилникот на фестивалот за награди на доделувањето на учесниците на наградите ги имаме континуирано 10 статуетки и една гран при што ги прави скулптор Емил Солевски години наназад и гајдата на Пеце што ја доделува општината Долнени. Скоро 50 години Прилеп уживал и ужива во овој фестивал затоа што Пеце Атанасовски има оставено трага во музичкиот дел на народните песни и инструменти, не само во нашиот град, туку и во целата наша држава. Организаторите на фестивалот велат дека се задоволни со годинешните добиени средства, но за негов поголем раст и развој и воведување на новини потребна е сепак далеку поголема државна помош. Досега на фестивалот за 46 години постоење учествувале околу 10.000 инструменталисти од Македонија и од странство.